Продолжуваме со следни содржини и со нашите, јас ке кажам, прекрасни си имаме гости ова утро, Сузе. Добро утро, Сузе, за тебе. Добро утро и за нашите гости. Бранка Костич-Марковиќ, уметнички раководител на сценско-уметничката дејност во Националната установа Танец, и Ласко Ѓуровски, визуелен артист. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Кога ќе се спомене танец, треба ли нешто да се каже околу тоа? Нели? Сите минути се малку. Сите минути се малку, така. Но ќе имаме навистина прекрасен разговор, односно преубава тема на која што ќе ве слушнаме ова утро, така да Сузе повели. Благодарам многу, добре дојде и официјално и од мене за нашите гости денешни, како што ги најави и Слободанка Бранка Костич-Марковиќ и Ласко Ѓуровски, кои сте овде да кажеме, да проговориме и да сумираме, ако се може да се сумира за сето она кое што 75 години наназад од далечната 1949 година представува жив чувар на македонското културно наследство. Честитки за овие 75 години, како и за посветеноста, љубовта, ентузијазмот и професионалноста која се одржува и расте, би рекла, од година во година, Бранка, нели? И јас сум, може да се каже, едно залче, 5 години од танец. Меѓутоа, уште како новинар, цели 20 години јас секогаш ги имав танец во фокусот. Редовно ги следев и редовно се одушевував. Како што кажавте, треба ли нешто да се каже. Доволно е нашите вработени да застанат на сцена, дали е тоа во Македонија, дали е надвор од земјата. Тука се опира секаков разговор, бидејќи тоа што го прикажувате фасцинантно. Прво, дека нашиот фолклор е толку богат, толку разновиден, потоа дека се тие вистински професионалци и низ целата таа историја од 75 години, без разлика кој раководел со танец, уште кога биле удрени темелите таа 75 година, Емануел Мане Чучков со како уметнички раководител Живко Фирфов, точно знаеле со самата уредба како е основан танец, се поставиле и целите. Тој треба да го чува, да го негува и уметнички да го напредува нашиот фолклор, и танец тоа го прави сите 75 години. Пример е танец за сите. За најмладите, возрастните се сеќаваат секогаш со посебен пиетет, и вистина кај нас општествените услови секогаш има некакви проблеми, но танец ја држи таа нагорна линија. Како се менува времето, како се менуваат условите, е секогаш на висина на задачата, без разлика што условите се скромни. Јас не сакам да зборувам на тоа, но вистина е танец, зборувам универзална сала изгоре, танец се уште нема своја сала. Искрено се надевам дека ова ќе биде поттик да се направи нешто за постоечките институции кои што на многу начини го заслужиле тоа, зашто ние правиме вака настани, и овој утрешниот настан е еден резултат на ентузијазам чист, на соработка со Кинотека на Македонија. Кога танец би имал своја сала, тоа би биле редовни настапи, како и секоја концертна сезона на Македонската опера и балет, на Македонската филхармонија. Ние сме хендикепирани. Од друга страна пак, таквите услови даваат можност да сме присутни секаде, да се надминуваме себе си, постојано да даваме некаков дополнителен напор, и тоа дава дополнителен мотив да сме подобри. Секој час, јас сум искрена да бидам, бев некако оптимист дека ќе ми кажете дека конечно нешто е решено по ова прашање, и се мислев дека јас имам некој мој пропуст или некоја информација минус во поглед на просторот кој велите дека се уште го немате, и еве ја споменавме универзалната сала која за жал вчера замина во историјата и во нашите сеќавања, и просто ми навираат и мене емоции, иако јас не сум скопско дете, јас не сум растена во овој град, меѓутоа можам да претпоставам колку силни емоции и поврзаност имате вие кои сте растеле во овој град, и буквално првите аплаузи, првите солзи, првите емоции таму сте ги доживеале. Навистина штета и огромна ненадоместива загуба. Македонска, не само скопска, нема дете, мислам, што не влегло во универзалната сала да го проследи фестивалот Златно Славејче, или потоа сите фестивали, Скопскиот фестивал, Джез фестивалот, и така некои символи не исчезнуваат, и вистина е тажно. Иако, пак ќе се вратиме на танец, јас немав чувство дека вие немате свој простор и заради тоа не настапувате доволно. И имав чувство дека на вистина вие толку многу ве има на концертен план, затоа што следејќи ги вашите активности по социјалните медиуми и она што можам да пофатам нели како информации, вие сте на вистина
еден стандард, еден репер за кој што кога говорам за танец треба да се исправам, да станам простум и со исправена глава да кажувам секоја чест и респект за сите луѓе кои што сте. Имаме простор, простете ми, имаме работни простори, имаме сала за вежбање, секако, но и тие ресурси се многу скромни. Зборуваме за концертна сала, бидејќи потребата од концертна сала за танец не е само потреба на танец, туку знаете дека сите културно-уметнички друштва, таа масовна култура, аматерската, од која што и ние зависиме, бидејќи тие се изворот се уште на добри играорци, ако постои насоката за народни танци, народни игри, песни во МБУ Илија Николовски, Луи, постојат факултети веќе. Меѓутоа, знаете како, со посебни специфики, не се балетски играч може да се создаде, треба предиспозиција. А танец заслужува да има концертен тие се простор. околу нас, го играат, го пеат репертоарот на танец, танец им служи за пример, значи таа некоја сала би била за сите, не би била само за танец, некој центар за истражување, библиотека. Ние имаме не само нематеријално културно наследство, и материјално, народни носи автентични, околу 3000 и така натаму, и така натаму. И за сите оно што го имате, утре е прекрасна можност, бесплатно би рекла, утре во 19 часот во кинотека на Македонија, 11 април, да можат сите љубители на културното наследство и се разбира сите оние кои што го сакаат и почитуваат и следат танец низ годините, да присуствуваат на еден прекрасен мултимедијален настан, насловен Танец во фокусот. Ласко, и вие сте дел од овој настан и можам само да претпоставам со каков ентузијазам го работевте ова. Па да, мене ми е огромна чест што сум дел од овој настан. Танец е вечна инспирација. Да, ви гледаме и дел од учествував, всушност ќе учествувам на утрешниот настан со една моја презентација на дизајнот на визуелниот идентитет на танец по повод 75 годишниот јубилеј, и по тој повод изработив лого за 75 години. Еве го гледаме во моментов на екраните. Исто така изработив и автентичен македонски фонд за танец, што е базиран всушност на она што го гледам додека ги следам концертите, настапите на танец и така натаму. Значи фонтот е со автентични македонски кирилични букви, со него може да се пишува на повеќе од 75 светски јазици и наменете за употреба на промотивните материјали на танец, кога настапува дали во рамките на нашата земја, во рамките на Република Македонија или надвор во странство. Фондот исто така содржи една интересна додавка, специфичен стил за танец, кој е првпат во светот такво нешто се изработува. Всушност тој стил е наречен оро, односно на местото на буквите во овој фонд се содржат силуети од играорци на танец, така да вие можете кога употребувате фонд, односно пишувате со македонска кирилица на нашите компјутери, нормално сега во оваа техника која ни овозможува да ги користите тие фигури, и на тој начин се формира едно оро, визуелно представено од фигурите на играорците на танец, кои се вечна инспирација. Многу моќно. Да. Ако ми дозволите да кажам генезата, ние со Ласко не се познававме лично, секако јас дека знаев кој е Ласко, го следам, и тој е автор и на други автентични фонтови. На една промоција се сретнавме, прв пат направивме муабет и велав вистина прекрасни се тие фонтови, колку значи во негувањето, односно, не знам како да кажам, веќе околу македонскиот идентитет, и дека би сакала да дојде на танец, не требаше, после неколку денови Ласко се јави дека веќе креирал фонд, има идеја, се видовме, јас го добив буквално, не беше тоа само така размислував, туку добив цел еден елаборат со ова што дел видовте. И прекрасна, тој е прекрасен подарок за танец по повод 75 годишнината, како што и сите луѓе што утре учествуваат, се на некој начин нивната вклученост е подарок за танец. На едно место ги имаме професор доктор Митко Хаџипулја, кој што секогаш со студентите додека работат за да ги доживеат, да ја доживеат македонската архитектура и архитектурата воопшто, им пушта македонски ора, танец. Ја се одржав таму едно предавање, студентите со затворени очи, црта,
форми, многу интересно и мислам дека и утре луѓето го живаат. Има тука, ја споменав насоката за народни игри и песни при ДМБУ Илија Николовски Лујки, имаат и музички настап, и нивната професорка Благица Илич има презентација. Ќе го гледаме филмот Ритам и звук, тој е првиот филм каде што актер е танец од 55 година на Трајче Попов, благодарност до директорот Бојан Станишич, кој што рече да ќе му биде задоволство еве заеднички да организираме настан, да ни ја овозможи киносалата. Ќе имаме презентација на 6 носи од категорија, женски. Ви кажав, танец има цели сетови носи и јас велам има и колекционери што имаат и вредни носи и можеби побогати, но танец е уникатен бидејќи никој носиите не може да ги види така разиграни. Тоа е фасцинантно кога имате колку луѓе на сцена, по 50, автентична носија од терен, ќе ја видите на човек и каква е функцијата. Ја доживувате целата македонска историја кога го гледате танец, така што ќе биде. Ќе има презентации и други, верувам дека утре кој ќе дојде ќе ужива 2 часа. Ќе ужива, да. Не заборавам настан утре 19 април кинотека на Македонија, рековме. Ги споменавме тие прекрасни бесценети носи. Има ли опција во танец да дојдат, да танец знае светот, не знае само Македонија и регионов? Кога ќе дојдат странци, можат ли да дојдат да ве посетат, да ги видат тие носи? Има ли таква некоја можност или во перспектива е? Одделот, јас и колешката Светлана Чирич, која што е, мислам, играорка пар екселанс од времето, која што се грижи последните години за архивата на танец, се трудиме и примаме интересенти, дури од градинките многу често, од училиштата, одделенија, но повторно ќе ги споменам скромните услови, не можеме во исто време повеќе од 20-30 дечиња да примеме. Тоа е такво задоволство кога ќе дојдат, па ќе се фатат за оро, па ние им кажуваме. Доаѓаат многу добронамерници, истражувачи, но немаме таков сектор, не е танец отворена институција, а би требало да биде. Ете, се е богатство, се што ќе видите, дури минатата година за прв пат директорот Мартин Вуџич направи напор да купи комора за чување на највредните носи. Имаме носи што се стари над 1 век. И на која температура треба истите да се одржува? Јас не ги знам тие специфики, си има комората секако, има стандарди што Музеј на Македонија треба да се грижи. Да речеме, нашите колеги панданот на танец Ладо во Хрватска сосема друга институција им ги чува носиите. Тие своите носи ги знаемуваат на специфичен начин. Јас секогаш велам замислете нешто во носиите, во чиста волна, во се да влезе некој молец, што ќе се случи. Цело богатство, другите се чуваат во просторија која што е секако на пониска температура, но грижата треба да биде поголема. Дури не сме свесни што имаме на малку повисоко ниво. Има и колекционери и убаво би било кога би се централизирала работата, како и за се. И за другите архивски материјали. Да ни дозволиме да го изгубиме, па потоа да бараме решение како би можеле да постапиме пред да се случи нешто лошо. Ајде збор два и околу целава концертна сезона на танец да проговориме. Знам дека и гледачите ги интересира сигурно збор два. Цел ферман. Да. Ќе се обидам, ние веќе имаме остварено неколку настапи. Танец настапува во центрите за култура и тие се со сцената име со различни димензии. Знаете, во помалите градови, помали сцени имаме секако и концертни подиуми каде што може целиот ансамбл во полно сјај да застане. Но барем со ова раководство, со Мартин Вучич направивме некои циклуси, различни проекти. Имаме еден изворни миниатури каде што изведуваме фрагменти од постоечките кореографии и тие се згодни, можете какви да танец може да настапи соло, доволно е Сузана Спасовска, нашата првенка, да отиде некаде, имате концерт. Вокални трија, хорот, еве минатата година цел концерт даде византиско пеење, оркестарот сега имаше од архивите на Македонската радио телевизија, возобновивме партитури од Народниот оркестар и тоа беше навистина емотивно и прекрасно и Блага Десковски, последниот раководител, дојде виртуозот на виолина. Така што со овие мали концерти, формацијски мали, настапуваме, има концерт во Гостивар, потоа
да речеме во Делчево една многу мала сцена, многу прекрасна работа таму, многу ентузијасти има, многу деца учествуваат во културно-уметничките друштва. Танец со задоволство секогаш таму настапува. Тој е тој циклусот низ Македонија, другиот ние имаме циклус низ татковината, тоа се цели кореографии каде што се представуваат оркестарот, хорот, играорците. Сега ни е предстојниот великденски концерт на 19-ти. Тоа немојте да го пропуштате. Веќе картите од вчера се пуштени во продажба во Македонската опера и балет и купи карти, мислам, сервисот, но ако го посетите нашиот Facebook профил, таму има и линк, секогаш има информации и секако тематиката е, се игра Ѓурѓовден, па се игра свадбата, од животниот циклус и од календарскиот циклус, Великден и Ѓурѓовден годинава, тоа е реткост, на ист датум се прославуваат. Да дојдете на 19-ти на тој концерт. Има една турнеја годинава, лани беше прекрасно симбиоза, заедно со опера околу 130 учесници на сцена. Нашиот раководител на оркестарот Дарко Илиевски направи специјални аранжмани, Бисера Чатловска диригираше и голем интерес има низ поранишните југословенски центри, низ неколку градови ќе оди танец на турнеја. За жал немам на некоја прекуокеанска, во овие, барем колку што сум јас, беше во Америка, Канада, Шведска, Франција, да не изумам, Австралија, еднаш, се потешко е некако, не знам, јас сметам дека танец не би требал ниту еден ден да остане буквално во земјава. Треба да е надвор, зашто не можам да се сетам која друга институција е толку репрезентативна и толку автентична за да не представува во светот. Да, така што се ова што мислам го правиме, има и многу други концерти, но мислам дека нема можност да ви кажам секако тука јубилејниот централниот за Ѓорги Димчевски 100 години од раѓањето направивме за Васка Илиева Сариевски, оваа година е негова. Новогодишниот концерт, тоа се тие што се очекуваат во земјава. На сите манифестации гледаме заедно да ги здружиме ресурсите, па да настапиме на Стоби, во Велес, Долненскиот фестивал оваа година исто голем јубилеј, имаат 50 години и така натаму, и така натаму. Ласко, колкава одговорност беше за вас да се вклучите во овој голем проект, настан кој одбележува полни 75 години? Како визуелен артист. Пред се ми беше чест и голема инспирација, затоа што танец е инспирација во секој поглед. Танец инспирира кога го гледате како настапуваат играорците. Танец е инспирација кога ќе ги слушнете нивните песни, нивните изведби. Танец е инспирација вечна кога ќе погледнете во таа ризница на носии. Таму има безброј инспиративни елементи кои можат да се употребат во визуелната уметност. Во случајов конкретно јас употребив доста елементи во дизајнот и символиката на логото пред се за 75 години, може да се примети дека тоа формира еден круг и двете бројки 7 и 5, која ќе ги погледнете во горниот дел, ја формираат и буквата Т, што го символизира танец. Буквите во фонтот се поврзани. Инспирација ми беше орото на танец, од играта. Всушност, таму се играорците со рацете се држат на рамото и тоа е еден од основните елементи на генезата на фонтот, така да буквите во логото се поврзани. Всушност, символизираат едно играње на оро, еден постојан енергија убава, која зрачи и која формира еден бескрајен низ на игра која навистина инспирира во секој поглед и го оплеменува срцето. Секоја чест, јас сакам уште многу години да ви биде инспирација, посакувам и да правите заеднички убави проекти, ги покануваме уште еднаш. Нашите гледачи, сите оние кои што утре во 19 часот би имале можност да присуствувате на овој мултимедијален настан, ви благодарам за ова утринско гостување. Денеска неработен ден, но сепак најдовте време и можност да ни дојдете овде во утринската на Алфа и да проговориме и да најавиме што се танец прави. А танец е вистински жив чувар на македонското наследство и секој еден кој имал прилика да ги гледа во живо токму знае
за каков квалитет станува збор, квалитет кој го знае целиот свет. Благодарност голема што бевте наши утрински гости, а ние се продолжуваме со сите содржини и понатаму. Благодарам за разговорот низ кој што уживав и сето она што имавте можност да го споделите на нашите гледачи ова утро. И како јас, бивша играрка, секогаш сакам да слушам за танец и едноставно да уживам во нивните орам, но многу ме интересира само накратко дали имаме млади генерации кои што се заинтересирани да ја чуваат на ваков начин нашата македонска култура и традиција. Секако дека имаме млади генерации, токму на утрешниот настан ќе ги видиме учениците од Музичко-балетскиот училишен центар, ќе имаме студенти од етнологија, ќе има и една дебата за костимите, првата костимографка Зорка Младенова Тодоровиќ, Илина Јакимовска професорката од етнологија и антропологија од институтот, од Институтот за фолклор и така натаму, тоа ни говори дека има и студенти, и ученици, да и кај нас доаѓаат на пракса, да речеме, има и културно-уметничките друштва, дури некои се фалат дека има се поголем интерес, фаќаат дека е многу кул, не да се игра само зумба или нешто, дека исто така е за форма, и народното ора. Драго ми е што го слушам тоа, ви благодарам уште еднаш,